Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на телевизија Сонце. Како што ви најавив неделава, ќе имаме представници од екоздружение од југот на Македонија, поточно од Струмица и од Ново село, гости се веќе во студиото. И по повод протестот кој ќе се организира на 16 јуни во Струмица. Зошто е протестот? Протестот е, знаете вие многу добро, дека се врши голем притисок да се изградат рудници во тој крај. Ја ви зборам многу општо, но со моите гости кои ќе ви ги представам сега, ќе ви кажеме многу детали. Вие знаете нешто кој чула, имало референдум, требало, не требало, има многу детали, не е наивна работата и ова не е само за некое локално село или некое парче. Ова е нешто што ја задира цела Македонија. Добро вечер за моите ценети и почитувани гости. Од оваа страна е господинот Костадин Ристоманов, представник од Еко Долина од Ново село. Да. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер и добро ве нашол во вашата емисија. Поздрав до гледачите и голема благодарност до вас лично за вашето отстапен простор и вашето залагање за нашата така наречена кауза за борба за подобар живот, за подобри услови за живење и да може да ја спасиме средината во која што треба да живееме ние и идните генерации. Од другата страна е Ѓорѓи Танушев, представник од Сдруженијето Здрава Котлина од Струмица. Добро вечер и за вас, добре дојавте. Добро вечер, Јанко, благодарам за отстапениот простор. Поздрав до гледачите и се надам дека денес ќе научат малку повеќе, подетално за проблемите кои ги имаме во Југоистокот и кои што се оствари регионални проблеми. Така е. Знаете дека во Јади Бурек имате доволно простор да се изнакажете. Треба да ме, значи, многу едноставно. Ја ништо не знам, вие ќе ме научите. Дури и да знам, ќе се правам да не знам, што повеќе за да едуцираме јавноста. Кажете ми, каква е медиумската поддршка, вака си правиме муавет, бидејќи во Јади Бурек, као да сме си седнале на кафе, уживајте, опуштете се. Каква е медиумската поддршка околу вашава организација? Како реагираат другиве медиуми? Ви даваат ли простор? Па вака, значи, генерално имаме поддршка од локалните медиуми во Струмица и Струмичко. Имаме поддршка од Ал Џезира, конкретно од новинариве кои што се запознаа со проблемот беа на терен. Изненаден сум. Да, има интерес од националните медиуми, но инцидентно зависно тоа нешто ако се случува. Последно што беше собир на рудариве што беа пред 2 дена во Александар Палас. Појма нема. Да, имаше. Ние присуствувавме, пошто не бевме поканети, а скапа беше карта, 1000 евра карта. Тие решаваа за какви планови ќе има во регионот, во рударски аспект, и се клонеа во екологија, дека тоа све ќе биде еколошки, но ниту еден немаше представник од еколошките организации од регионот. Така да ние бевме надвор, ги подсетивме дека постоиме, да имавме транспаренти поставени и тогаш новинарите не прашаа, вие... Чекај, не новинарски, не емисија. Ај објасни ми малце, каков е тој настан што бил од 1000 евра влез во Александар Палас, каде што се кроела судбината на Македонија, без ја ти да имаме право тоа, уствари да мораме да кешираме. Што било тоа? И што се зборело тоа? Имаше Европски форум на рудариве од Балканот, беше специфично. Сите компании големи беа дојдени таму. Имаше владени представници исто така, мислам вице-премиерот Ангјушев и министерот за, не сум сигурен, Бектеши дали беше. Амбасадориве беа, значи ги видовме на Америка и на Англија. Тие беа и некои од нивни говорници, Канада, значи амбасадорот на Канада беше дојдена. И практично беа сите тие, да речем, од системот, но недосташуваше некој кој ќе ги представува граѓаните, односно невладините организации, кои и така има што да кажат за проблемите кои се поврзани со рудниците. Па ова звучи као да веќе ни забиле нож во грбот. Ова е како решена работа. Па не е ништо решено. Мене малце ме смрзна ова што ми го кажа, искрено да ти кажам, Ѓорѓе. Многу луѓе беа изненадени, дури имаме контакти од други земји кои што не прашува што се случува, пошто објавивме слики на нашите транспаренти, не прашува што се случува. И тие не знае. Така да
регионалниот собир никој не знаеше освен тие што практично си го заговараат цело. Тој ствари собир кај што они се договараат за стратегии, што ќе прават, кај ќе прават, како до сега работели и како ќе работат понатаму. И амбасадориве се појавуваат и викаат да, ние даваме поддршка за да министриве сватат. Така разбирам од прилика. Неверојатно, не знаеме. Тоа е пораката, не внатре што се зборило, нема. Бидејќи илјадарка е тоа за да токму за да јас и вие не бидете и вие да не знаете, почитувани гледачи. Може да не поканат еве ако толку они сакат за екологија да разборуваат. А збореле за екологија, као се крстеле у екологија. Со на... две раце се крстеле, така, слушам. Така. Значи гледавме дека акцентот беше ставен на екологија и како лошите практики од минатото, ствари се ја прават лоша слика за рударството. Но ниту еден немаше од граѓаните, ниту еден. Вау, како го почнавме разговорот, никој не го планираше за ова, ама ете, интересен детал кој требаше да се акцентира. Ајде вака да почнеме од почеток. Пред неколку години се донесе некаква стратегија за економски развој на Македонија, дека тоа ќе донесе и така натаму просперитет. Дури и мене ме убедија. Ја викав, представници беа многу убедливи, многу елоквентни, многу факти ми изнесоа во мојата емисија. Но викнав и од другата страна, кај што уште пострашни работи слушнав од другата страна. Но во таа поларизација настрадав и јас, нели, или си за ова, или си за оној со кого разговараш, нема врска. Отпорен сум јас, затоа и 20 години обстанувам. Ај малце раскажете ми, кога дознавте, како дознавте, кога се одржа референдумите, колку референдуми се одржа, што е донесено на тие референдуми и зашто сега, откако се донесува тие референдуми, вие ми се појавувате, чекај, по ова се гради. Што се случува, запознајте неубаво и детално. Како и вие што рековте дека сте били запознаени со само добрата страна на медалјата за рудниците, така и ние сите бевме, се сеќавам, дури председателот најави дека ќе се вади руда, злато ќе има во Валандово, ќе има, не знам, ќе има вработување, ќе има просперитет на населението, дека стандардот ќе се покачи на локално население, дека деве дури за рудникот Иловица зборат дека 3% ќе се качи бруто националниот доход на Македонија, че толку силна инвестиција и се беше тоа мет и масло, но нас не загрижуваше фактот тоа што дека сето тоа беше прикриено, дури проектот за договорот за концесија Евромакс ресурс што го има подпишано со владата, до лани, до пролета имаше ознака државна тајна. И лани на парламентот ја симнаа таа ознака државна тајна и дури тогаш, ние и претходно дознавме, но од странски извори, мене се јавуваше на моја пријателка од Австралија да ми каже дека што чекате, вие знаете ли што ви се спрема таму. Значи ние дознавме индиректно. Колегата Ѓорѓион дозна преку еден сајт во Канада. Значи ние дознавме од надвор што е всушност, бидејќи овде приказната, знаеш како беше, сите медиуми беа под некоја капа, ние имавме тука буквално некој си мрак, така да информациите беа толку скудни што ние не знаевме за што всушност станува збор, дури еве јас да признам до пред години по време јас не знаев за што станува збор, за каква опасност. Само едно мало внимание или мало истражување на нивните достапни документи, не беа сите достапни, и оној малку што се разбира од работата, буквално ние не можешме да спиеме, еве се уште нашите колеги сме толку возбудени и толку сме емотивно поврзани со тој проблем што буквално почувствителните не може да спијат од фактот тоа што го знаеме, што ни се спрема. Ја користам приликата во емисијата да објаснам и на оние кои што ги интересира за што станува збор. Значи, замислете се, еден најголемиот рудник во југоисточна Европа ќе биде во сред земјоделски крај. Најплодната котлина во Македонија, која прехранува повеќе од, да кажеме, од пола Македонија, во сред на таа земјоделска котлина некој се дрзнал да проектира рудник и тоа не од некој каменолом или не знам што, рудник од најтешката загадувачка индустрија и со флотација на лице место на злато и бакар. Значи тоа најголемо, што значи најголемо? Ако некој има представа што значи 1680 хектари шума
да се исече, да се уништи. Тоа е пола од огражден, планината огражден, пола од неја ќе биде отсечена. И која ќе биде отсечена, ќе биде соголена и хумусниот дел ќе се извади и ќе се дојде до копот кој што ќе биде отворен коп. Тоа е нешто, за гледање ќе биде грозно. Но каде, да кажеме, недостаток од кислород што кутлината ќе има. Каде ќе биде водите кои што ќе навлезат од дождовите, ќе ги перат околните ридови, кои при копањето ќе се појават такви материјали кои што со векови, милениуми не биле на површината на земјата, значи стронциум, разни други отровни материи кои што ќе бидат исперени од површината и ќе влезат длабоко во подземните води и после секаде ќе се јават. Минирањето 52 тона експлозив на неделно, тоа е као у Бейрут да се наоѓате, во Сирија, секојдневно минирање, сигурно и таму они немаат толку секојдневно бомбардирање, како што ние ќе имаме такво бомбардирање. Прашината што ќе се подигне, ветровите ќе прошерат на цела котлина, ќе го загадат воздухот, почвата, ние сите тоа ќе го дишиме. И на крај они секојдневното нивно работење подразбира лужење или тоа е преработка на рудата, намелење на рудата и преработка со разни киселини. На прв момент беше планирано... Само малку да ве замолам. За тоа лужење и од едната и од другата страна многу се отвори дебата. Имам некоја представа. Задржете се малце повеќе околу тоа лужење, бидејќи тука се кршат главните копли околу еколошкиот дел. Лужењето е едно од најзагадувачките индустрии, бидејќи тука се користат тешки отрови при екстракцијата на тие ретки и драгоцени минерали, материјали, што ти ја знам. Ај објаснете го малце тоа лужење, затоа што имам информација стигна до мене дека тоа немало да биде со лужење. Еве, заради вас ќе ви учинеле, немале да лужат. Ај објаснете малку повеќе. Додека не се појавивме ние, додека не возбудивме јавноста и не и покренавме луѓето на референдуми во двете општини засегнати Босилово и Ново село, проектите на Euromax Resources беа планирани лужењето, тоест вадењето, одделувањето на рудата од јаловината да го вршат со натриум цианид и со други сулфурни киселини, хлорни киселини. Има тони во нивната студија, тонови, например 1090 тона натриум цианид, у 1090 тона годишно, тоа се огромни количини. Некој ако има представа колку тоа 2 капки може да 1000 луѓе да побијат, може да мислите вие што значи тоа 1090 тон. И сега кога се ние побунивме, загрижените инвеститори од Англија, инвеститорите на Euromax, загрижени за нашето здравје, сега ретерираат и велат дека еве, бидејќи многу се секираме за вас, ние се откажуваме од лужењето со цианид и ние лужењето или преработката на рудата ќе вршиме само со индустријска пена. Значи, тоа не е наивна пена, или тоа не е пена, шлак пена или пена за бричење. Индустријска пена, бидејќи она треба да ги раствори металите. Значи, тоа сигурно... Што е таа индустријска пена? Што е тоа индустријска пена? Тоа се уште ние, нели како и многу документи претходно, се уште е као топ секрет. И не знаеме, ама може да си секој да си представи. Карпа знаеме сите камен како изгледа, кој ќе се здроби, кој ќе се сомеле таа карпа. Вие како ќе екстрахирате или како ќе одделите тешките метали со пена, ако не е агресивна, ако не е штетна. И трагедијата е во тоа што таму после минирањето рудата, тоест материјалот се носи на намелење, се носи во едни специјални садови кај што се меша со таа индустријска пена, после оде на таложење и така да тешките метали се исталожат на почетокот, лесните продолжуваат да се исталожат во другите делови на тој процес и на крај тоа што останува јаловината мора да ја складираат во едно вештачко езеро кое што ќе биде едно огромно езеро полно со отрови
и со полни со отрови и со тој отпадот што останува таму. Лужењето со цијанид беше планирано со цел да се добие злато директно таму на лице место, а пак остатокот од другите благородни метали, како што е бакарот, малку има и сребро и некои други материјали, ова што го зборевте, го просурфав малку во меѓувреме, значи еве ги тие начини на екстракции кои нели некакви хемиски процеси, чисто гледачите да може би не е точно секој кој од прилика, но само да ви илустрирам дека господинот знае што збори, дека се ова сериозни процеси и јас не можев, еве додека зборивте, да ја најдам точната содржина што содржи таа пена, нели? Тоа е рекламен трик. Он може да живи мајка да ми вика ова еколошко, ама ја... Тоа е рекламен трик. Дали е можно рудникот и припаѓа во една група G1 тешки загадувачи, тешка индустрија, тешка загадувачка индустрија или најтежок облик на загадување, они да го рекламират како гринфилд инвестиција. Дали е можно тоа? Значи они викат дека ќе имат еколошки рудник. Тоа е како Можно ли е? Како е можно тоа да направи? Еве, ај вака да те прашам. Ќе продолжиме со разговорот. Сакам уште да слушнам од вас. И вие сега ќе се надоврзам. Може ли амбасадори и такви големи компании мртви ладни да не лажат за да не прелажат? Што мислите вие? Еве вака е. Еве они викаат дека е ова гринфилд. Тоа значи дека влада, министри, амбасадори, разбрав од вас сега, големи компании дека не лажат. И сега некој ќе ви рече, ало бе дечки, дај па нема шанси они да лажат. Што мислите, зошто беше деловна, тоест државна тајна прогласен договорот за концесија? Зошто? Не знам, кажете. Еве нека одговорат зошто беше државна тајна. И не само зошто е државна тајна. И денеска, кога побаравме ние, еве лично јас побарав од заменик министер за екологија Јани Макрадули, да ни даде достап договорите, оние првите договори врз база на кој почна целиот тој процес, се уште тие за нас се недостапни. Ѓорѓе? Повели Јанко да прочитиш. Шо барат? Мерси боку. Да. Шо барат? Што читам ја ова? Ова е документ со кој што инвеститорот, концесионерот, побарува да не се објавува целосно студијата, туку тоа да биде во ограничен формат, односно резюме. Без никакви технички податоци, без ништо. Режија, може горната камера да ми ја дадете? Овде пишува почитуваме во врска со студијата за оцена за влијанието врз животната средина, проектот површински копна минерална суровина бакар и злато на локалитетот Иловица, општина Босилово, доставена од инвеститор ДПБ Филипс на животна средина. Не технички резиме од студијата и оцена за изјаснување. Ова барање се доставя заради зачувување на доверливоста на податоците и се изнесени во интегралниот текст на студијата и оцена за влијанието на проектот врз животната средина. Сега, ова е многу чудно. Професор доктор Марин Александров. Така. Добро. Во ред? Така. 2011 година. Океј? Значи, по сите закони, по сите конвенции, еве Архуска конвенција, значи не сме вакво нешто да се побара да се ограничи достапноста на информацијата за вакви проекти, пошто овде збориме за капитални проекти, Јанко. Значи збориме за брана што ќе биде прва во свет по висина на хидројавовиште изградена било каде. Збориме за брана од 276 метри. Кај се наоѓа тоа? Што е ова? Не ве разбирам. Чекај, значи, јас сум збунет малку. Во светот не постои толку висока брана на хидројавовиште. Брана на хидројавовиште. Од камено-насипна брана, од земја. Добро. И таа ќе има висина колку средноводно. Зошто се прави таа брана? За да ја задржи јаловината. Отровните материјали кои ќе се останати после процесот мора да стојат таму со стотици години. Тоа нешто да стои таму треба да биде... И тоа треба да зид од 200 метри, да, висок, значи 276 метри. И они викаат, живе мајка, ова е како хувер браната, не, да немате гајле. Поголемо е. Ќе издржи... Поголемо е. Хувер браната е 235 метра, ова е 276 метра. Во Америка невисоката брана Оровил Дам е 250 метра. Ова е за 30 метра повеќе.
Ние сме Повелете? светски... Јас сум Не, надоврзувајте се. јас сум градежен инженер Аха, и одлично. знам како Статика тоа позната ви е и проектирање и тоа поминавме тие предметите како се работи и што се работи. Значи, вие математички можете да проектирате и 2000 метра брана, например. Математички, нели? Така. Таму има формула и ќе се испроектира и Така. ќе се каже А по Б по С пута таму тежина, специфична тежина против што треба да држи притисок од вода или течност. И тоа си е формула и вие може да проектирате колку сакате брана, не е проблем. Не, математички ние не сме ограничени да проектираме брана. Но секој пат при изборот на локацијата каде ќе се проектира брана, сепак се води сметка за оној не дај Боже момент. Значи браната се проектира на место каде што после нејзината локација има некоја кривина која што да кажеме би ја сопрело таа буица на вода да ја амортизира, или да кажеме има како што да биде викаат за далеку. треска на пример дека она треба да сврти 2-3 пати па пред да падне, дојде па ќе изгуби сила за скокје. Значи има правила, значи треба се води сметка далеко да биде далеко од населени места или во нејзината низвон. Тоа е на некои си 1000 метра од најблиското населено место. И тоа Каде треба да се најде? Еве Иловица штука, еве горе. Иловица, тука. Да, Добро. Иловица. Добро. И тука треба да се малку гради. десно. Еве браната десно, гледате таа има и уште малку десно. Ова е тука. малата брана. Таа е Ова е малата постоечка брана за чиста вода. Ова е за акумулација. Акумулација за акумулација, наводнување, добро. пиење вода. А ова другава Ова е треба да десно биде. малку. Еве ридот, тоа е темниот рид. Ова е ридот што ќе се копа. Ова ќе биде Рудник. Дупка. Дупка ќе бидеш, како ова ќе ќе бидеш. биде дупка. Да видам колку е овдека во метри 1500 метри. Не. Километри. Тоа продолжува нагоре. Значи Можеш да копањето, зумираш малку? тоа продолжува нагоре. Значи вака. Ова е делот рид, кај што ќе се кај што гради. ќе се отсечи, да. Чакај, само да видиме уште еднаш. Тука е каде е значи сите овие, Тоа е Струмица, Ново село, тука Сушица, Да. еве го овде е Ново село, а ова ќе се гради. Се изгубив малце? Врати ме? Еве там баш таму. Баш таму. Тука. Баш таму. Так. Значи цел овој земјоделски крај овде кај што е, ќе биде како со дамоклов меч надвиснат Ќе овдека. виси Вие сте во долина, а он е горе ова да. поставено. Вау. И сега, значи Еве го вака секој изгледа. еве тој Значи рид овој рид ќе ќе биде стане сравнет. дупка. Дупка. Тој е 350 метри, уште 700 метра ќе биде А ископано. кај ќе биде тоа Еве вештачка меѓу брана? еве овде во долината, овде. Меѓу двата рида. Еве меѓу двата. Овде ќе биде. Да, овде ќе биде браната горе. Овде брана Да. ќе биде, Да. а ова све ќе А нагоре се ќе биде копан. И еве гледате доле двете Значи, села. Иловица, Иловица и Штука. Штука Да. и после да видиме доле Турново, Екелик, Секирник, Радово, Радово. Турново, Босилово, Босилово, се тоа таму. све тоа е Муртино, Сачево, Според наше сценарио, да? ако случајно, не дај Боже, се изгради и колабира таа брана, Ама отиде цела Струмичка За долина, 8 ова кога го гледам, ова кога ќе го гледаш еве во 3D овдека ни дава, ова е цел што се вика ќе биде цела Струмичка котлина зафатена од сево не само со тоа. таа количина. Побаравме помош од експерти, им дадовме податоци, параметри, тие изготвија што би се десило во случај да се попушти таа брана. Имаме направено и симулација, видео може да го пуштиш од... Да, те молам. Каде идеме? На страната на Здрава Котлина на Facebook. Добро. Ево. Ова, идеме. Да. Режија, може мојот компјутер, ве молам, и да им прикажеме на гледачите. Има и звукова, Да, предпоставам? да. Добро. Одиме со фул скрин. Ето, имам звук, само се извинувам. Режија, имате звук, ако немате... Упс. Ова е ваша музика? Pink Floyd. ова. Да, Pink Floyd. Одлично. Ајде уште еднаш ќе го овакво. Додека го фатам фул скрина,
Ако по пети пат нека иде. Значи Струмица и Струмичка котлина, земјоделски рај, преубава питома околина со 72 живи села. Многу скоро може да биде претворена во вистински пекол на земјата. Значи ја гледаме оваа симулација, во суштина тоа црното и црвеното е рудникот. Не. Да, ова е хидровиштето со црвено, а црната дупка е со круг. Така? А црвеното е област што би било зафатено од труење, односно ризик од опасни материјали, од загадување подземни води, а црното е ризик од буквално давање од планинско цунами. Цунамито... Значи, највисока хидробрана за јаловина ќе биде изградена токму кај нас. Да. Ако ова се испушти, Јанко, значи цунами ќе ги покупи иловица штука над 10 метра. Тоа е страшно, цунами од кал. И тука нема да застане, отколку ќе се напуни Струмичката котлина, ќе истече преку Струма во Егејско море. Све што иде по пат ќе биде затруено. И преку системите подземни и површински води, по линијата ќе станат отровни. Цел овој регион ќе биде уништен. Ќе истече дури до Егејско море, до Света горе ќе стигне. 2018. Пошто ова се има веќе случувано на други места во свет. Бразил, Италија, значи да го сопреме, ова е реално. Продолжи сега да збориш. Не знаев дека има и voice over ова. Убаво направено. Но добро, они ќе викаат има безбедни брани, ќе ви направиме безбедна брана. Што се секирате? Па до сега сите брани што се попуштиле беа безбедни. Сите има разни сертификати. Има ли некоја брана во свет што е изградена, а претходно да немало проект кој гарантира дека ќе биде добро решението, дека не поминало преку ревизија на најстручните фирми? Сите брани во свет се изградени со уредна дозвола, со проект од врвни стручњаци, но има ли нешто во свет изработено од човечка рака, а да не може во еден момент да одите таму кај што не треба? Сек пат постои тој ризик. Таа брана ќе држи загадена вода. Колку време треба таа вода да стои таму? Ај сега вака, значи 210 милиони кубика јаловина ќе биде складирано таму. 210 милиони кубика. Немам представа џабе да збориш. Да ти кажам дека галаксијата е 160.000 светлосни години. Така. Мислам дека е поголемо од езерото Козјак. Вау. Поголемо. Но не чиста вода. Збориме за отровна јаловина. И сега, замислете дека на тоа место таа вода, тој притисок, бидејќи е јаловина, тај ќе содржи 50 микронски честички, кои што вака ситни се суспендирани во водата. 50% ќе има вода, 50% ќе биде сува материја. Отрови, добро? Отрови, да. Практично таа тежина е барем 2 пати потешка од обична вода. Тој притисок е барем 2 пати потежок, поголем од обична вода. Значи, не збориме за обични брани. Ова е сосема различна тема. А е ова. Еве бранава да издржи. Што се случува? Бидејќи јас сум видел индустријски, еве дури не знам, некои објекти каде што они користат индустријска вода во индустријата загадена и ја ставаат во специјални базени, тоа се изградени мини езера, но тие езера така со малци издигната брана и дното е целото, например, сум ги видел тоа, например, се поставуваат најлони, се поставуваат за да нема понирање. Што ќе се случува со оваа вода што ќе притиска на околината? Таа нема да понира внатре, доле, нема да ги загадува внатрешните подземните води. Што викаат они, што викате вие? Проектот е замислен дека на почетокот имат ставено на геомембрана. Така? Прво да ви кажеме дека имат само идејно решение. Тој немат основен проект или проект за изведба. Значи се уште се во фаза на изработка на тој проект. И они планираат една геомембрана, некој да е околу милиметар и пол или 2 милиметра, вако некој платно. Така? Да го тоа постават. Режија, може компјутерот мој? Тоа да го постават, ние се уште не знаеме, нити Значи ова што сум го видел, тоа е тоа и баш на олкави димензии. И верувам дека држи ова.
на овие димензии. Ама поентата е во тоа што 260 секој пат секој материјал има рок на траење. Овој материјал има траење од 10 до 15, некаде и 20 години, зависи од квалитетот на производителот. Но они планираат тие ситите честички да се исталожат и да формират еден водонепропусен слој, така што наредните слоеви ќе бидат фактички заробени во таа мил или кал што ќе се створи. Тиња, да, што ќе се создаде. Така да и после 15 години кога таа геомембрана нема да држи, они ќе се ослонуваат само на таа тиња што ќе ја држи. И дека тој ќе бил заштитниот слој. И сега вака Трифун Костовски не убедуваше ние што имаме стари водоводни цевки да не сме се секирале од тој метал што се ослободувал од цевките, бидејќи бигор ке фатело, нели, од водата, бигор ке фатело низ цевките и да сме немале гајле. А сега додека фати бигор ние што ќе го испиеме, па да, сега некој ништо. Кој преживее ќе причачи. Да, ќе раскажуваме. Значи, и сега после тоа Извинете, малку сум циник, почитувани гости и почитувани гледачи. На темата одговара тој. Ама не, стварно бара цинизам и малце вулгарност и малце поекстремно однесување, бидејќи гледам не ве е сапат многу. Искрено. Значи, после 20 години и 3 години да го напуштат и да го вратат да вратат природата во првобитна состојба, така пишува. Ако тоа може да се... Повтори, Значи, 20 години планираат они да експлоатират. Добро. И после наредните 3 години да извршат ревитализација на просторот. Супер, како тоа? Па не знам Мерлин од Англија дали ќе увикнат со магично стапче да и пишува ќе посееме трева. Ако викнат Мерлин, онда нема проблем. Ја потпишувам. Ќе посееме трева и животните ќе си пасат и ќе живееме во Слове југомагнат. Голф терени ќе правиле горе. И горе голф терен, оти Штука Иловица, они сега не знам како живеат без голф. Животните што ќе пасат од тоа ве молам у нивните земји кај амбасадорите да ги извезуваме, они да го Има кркаат. еколошко млеко после и сето тоа. Значи тотално безопасно, ќе никне шума, ќе никне трева, тоа и ќе се врати во пробитната состојба. Како може да ја ќе потпишам ова? Односно, има и други податоци, после 52-та година од завршувањето на рудникот, значи они мора да им признаеме дека добро си ја сработиле работата. Окното, ископот, станува поголема опасност од јеловината, од браната кај што е. Бидејќи за тие 50 години таа вода таму нешто ќе понира во земјата, нешто ќе испари и ќе се створи неко мучуриште таму или не знам што ќе стане. Они викат ќе било најдобро за голф терени таму тоа после. Идеално, пошто ќе било идеално рамно и така да ќе развиеме туризам, голф терени ќе има. Море спа центар, тие минерални води ќе бидат. Вака, одма амбасадорите први да ги избаѓаме. Лечат од лудило. И одма ослабени. 30 кила послаб искача. Оп, вака. Копот кој ќе остане, огромната дупка што ќе остане, таа за 50 години ќе се напуни со вода и таа ќе биде како таа тешката вода во нуклеарните централи, бидејќи перењето на ридовите кои што не биле никој пат на површината на земјата, таа почва содржи такви материјали уште во стварањето на земјата и тие кои ќе се исперат, тоа езеро ќе биде најотровното езеро таму што постои, но тоа езеро сигурно нема да биде толку идеално направено да не понира таа вода и ќе се меша во подземните води. Така да они нема да биде мене. Вака градежник, хидраш и си ги разбира работите. Значи, одлично што ви имам за гости. Они викаат дека тоа само 30% ќе загади водата. Само 30%. Значи толку се они видовити, значи толку имаат само 30%. Само 30% ќе загадуваат водата, а они дека сето тоа после што ќе остане ќе биде многу подобро од претходната состојба која што била. Вау. Сега, значи сега ви е лошо, за 50 години 30% поубаво ќе ви биде. Да, а студиите покажуваат дека во нивните претпоставени студии, значи не знаеме што ќе се случи, во претпоставени студии кажуваат дека сите тешки метали ќе бидат над нормалата покачени бакар и сите други тие тешки метали. Во правото има преседани кои се повикуваат на случаи претходни. Измислуваат они она топла вода или они се повикуваат, видете, направивме ова во Париз, ова го имаме во Лондон,
ова го имаме во Нью Йорк, ова го имаме во Йелоустоун парк, нели? Еве, нивните убави места, на Елисинските полиња имаме вакво, нема и гајле, таму кај што произведуваме француско вино, кај што ни се виноградите, имаме исто вакво, милина е, гледате ни го шампањот. Промоцијата на рудникот, Што вика Тони? промоцијата сега, моментално, ако ние ги гониме година и пол да дојдат се појават на телевизија, да објаснат на народот дали ние лажиме, да оцени гледачите или народот да оцени кој лаже, кој зборува вистината. Значи ги баравме и они сега почнаа веќе да се дружат со нас на некој начин. Еве денеска бевме на локална телевизија во Струмица, гостувавме Заедно? Заедно гостувавме за прв пат. Значи со извршниот генерален, тој извршниот менеджер, мислам дека беше Гокол. Варшан Гокол и Сартич? Не, од Евромакс Ресурси. Добро, се извинувам. И Борка Ковачевиќ, мислам се вика, она е задолжена за екологија, она е доктор за екологија. Така да не убедува дека од владата? Не, она е вработена во Евромакс. Да, и нас не убедува дека еве пример во Турција, кај што рударството и земјоделието имаат симбиоза и дека не знам за колку пати земјоделието во Турција се зголемило откога почнале рударски комбинати да прават таму, така да и ние овде кои ќе изградиме рудник за злато и за бакар, кој што најтешко загадувачка индустрија, значи земјоделието ќе почне да се развива, значи дека луѓето ќе произведуваат повеќе и така натаму. Само не знам кој ќе го купува тоа. Вие дали ќе сакате вие у подножите на рудникот да купите? Ја не знам дали турците го купуваат тоа, но ни го извезуваат, ние го купуваме сигурно преку Рамстор. Ама тоа е промоцијата таква идиотска направена да кој има тоа да верува. Вака. Еве ве прашувам, гледам најглавниот аргумент, не го кажувате, господин покојен Джалев го кажуваше кај мене во емисија. Зошто европските закони велат каде има ваква индустрија, 70 километри околу ова, се што се произведува не може да добие сертификат за органска храна. Да. Тоа е вистина. Значи, ова е значи не измислувам топла вода. Што викаат вашиве ценети партнери од спортивната страна? Значи 70 км. Што е 70 километри? До Штип може да биде, од Штип надоле не може да се произведува ништо. Значи, Кевгелија, Богданци, Струмица, ништо органски не може и не сме да се произведува, нити да има знак дека е тоа органско производство. Колку и да е оно чисто. У Европа никој нема да ви дозволи. А пазете, органското производство е исто толку во киломера вредно, колку што и е користа од целата ова лужење и вадење. И така, само ќе те дополнам. Ајде не да ме дополниш, него да ми држиш лекција. Не збориме за органско производство. Еве и да не збориме за органско. Значи, според овие карактеристики што овде они планираат да направат, може да бидат, ова се нивните студии. Они бегаат сега од нив. Раскажи ми ги, ја џабе да гледам по телеушерена врата, ја да знаев математика, ќе бев ко него со факултет завршен градежен. Дека сите метали се со зголемени концентрации, повеќе од што треба. Нема ниту едно нешто што ќе биде во ред. Со вакви услови ние што ќе изведуваме? Не збориме за огранско, збориме за основно производство, обично. Чекај, сега кец по треба да хемија има да видам забрането. зашо имав ЦР, хром, кеу, купар, бакар, Ф, железо, не, ефер железо. Фосфор, Ф е железо, ХГ жива, К калиум, МГ манган, не, магнезиум, МН е манган, ЕМО, не знам што е ЕМО. Молибден. Супер. И сега овие големи NH3N. А таму на крај се претпоставените очекувани зголемени концентрации. Значи, ова се параметри, Евромакс кој го дава, дополнителни информации за води во животна средина, минимум вредности дадени за постојни услови, а не максимални и тврдина вариабилна. Значи, што ми кажуваат они? Ова значи дека во сценарио на затварање после 21 година, водите што ќе бидат на овие мерни точки ќе бидат загадени многу повише од оно што сега се.
Ама пак во рамките на дозволеното. Не. Ова е надвор од дозволеното. Се Чекај, што е ова Евромакс сами они покажуваат дека ќе биде загадено. Еве видете Дај сите уште овие. еднаш горна камера. Значи ова се нивни документи. Они за тоа бегат од нас. За тоа беше државна тајна тоа. Па добро, што ви рекоа на дебатата таму? Значи на прашања кои што не им одговараат и они не дават одговор. Зборот нешто друго. Да, Па, што ќе каже? Еве на прашањето да кажеме кога они го сменија тој лужење со цијанид и дали добија дозвола и од кој добија дозвола, остана без одговор. Дали кога они побарале од проектите да биде државна тајна, прв пат слушаме за такво нешто. А како може прв пат да слуша кога ова? А барањето Не, ја ги разбирам. Државна тајна не може Евромакс да постави. Тоа може некој... На нивно барање било државната тајна поставена. Така вика од владата. Така вика од владата. Ајде идеме у политика. Извинете, мора да идеме у политика. Претходната власт, која беше наречена режим, која ги отвори овие врати и порти за изградба на овие рудници, од сегашнава власт добивте силна поддршка. Од овие сега што се на власт, добивте силна поддршка во вашите референдуми. Ја лично бев и физички малтретиран и напаѓан, затоа што имаше гости од владата кои ова го збореа, нели, дека е тоа добро и така натаму и така натаму. Ги направивте референдумите. Како сега, откако референдумите и они се колнеа и се крстеа, дека се важечки, валидни, дека не може да се гради, одеднаш тоа пупу не важи? Не знам што се случува моментално на терен. Извинете, ама стварно мора да се исполитизира муабетов. Знам дека не сакате, се работи за екологија, уште 10 влади има да се сменат и 10 партии за наредниве 30 години, а ние ќе треба по лекари и да тешки заболувања да лечиме. Значи да ви исправам прва една грешка, за волја на вистината, идејата и првите концесии не имат презнак на претходната влада. Значи тоа е и од претходната, и од претходната, и од претходната. Од кога ова датира овој процес? Значи од 2004 година. Тука се првите концесии за истражување. Значи претходно не сакав да ве прекинам, кога рековте кој они прашаа лицемерието на властите, било кој да се. Така е, било кој. Лицемерието на властите, било кој да се, се огледа во нивната ароганција, во нивното однесување спрема луѓето. Значи, они зацртуваат рудник, без да ме прашат мене, кој јас живеам таму на 5 километра од тој рудник. И ти вика, ич не се секире, јас знам боле од тебе. Значи, дали е таа народна власт, дали за тие луѓе ли гласавме ние? Небитно која партија и кој бил на власт во моментот. Абе, канализација да се дали прави не треба референдум. Дали не треба народот да се праша, дали не треба да се почитува волјата на народот, да кажат, еве ние планираме вака и вака ќе ве развиваме со рудник, вие што мислите? Они топ секрет државна тајна на Ајде да се вратиме. Значи, правевте референдум. Истиве овие луѓе, Јани Макрадули, кој ви даваше поддршка, кој лично мене ме напаѓаше зашто од влада сум носел за рудниците, сега е министер за екологија, каде е сега он да дојде овдека у мисија со вас да ве поддржи? Да не прозивам сега, не сакам ја ова, ама зборам чисто заради екологија, не заради тоа што е Јани. Мораме да кажеме дека до сега ние се уште немаме негативни одговори од нивна страна. Арно, ама што се случува на терен? Но немаме ни позитивни. Значи, вистината е следна. Во 2016 година на Евромакс Ресурсис им истечува последниот рок во јули 22 јули 23 јули беше, истекува рокот да добијат, да поднесат барање за концесија за експлоатација. Добро. Дозвола за експлоатација. Дозвола за концесија. Кога им истече? На 2016. Јули 2016. Значи завршена е тогаш играта правно. Да, но во правна држава тоа. Значи во правна држава. Да, но видите што се работи. Они ги немат не пола, повеќе од пола документите ги немат доставено и ги немат исполнено условите од договорот кој што они имат подпишано. Значи таму има да обезбедат, например, да платат 13 милиони евра оштета на државата за сечењето на шумата. Тие пари не се платени ден денеска. Таму имате обврска да достават
експроприација на земјиште. Таму има планирано решен имотно-правни однос. Таму има приватно земјиште. Они морат да го купат тоа земјиште, па да почнат да работат. Они немат откупено земјиште. Они немат инфраструктура, пат направено, немат согласности за дозвола за вода. Ревидиран проект за ова што го збориме за хидровоштето, за сите објекти. Тогаш што се секираме? Знаете ли Значи не може да градат. Треба се секира. Зошто? Треба. Затоа што се они случува? доставуваат до владата одно објаснување дека до 2016 во Македонија било многу турбулентно времето, политички нестабилно и дека нефункционалноста на државата возможила да не можат да ги добиваат документите они и дека имало привремена влада, а владата привремена беше во септември, значи пред тоа, и затоа они не успеале да ги обезбедат сите затоа документи. 1000 евра, затоа излегле амбасадорите да им речат, да им кажат на овие нашиве сега. Значи, ова е клучот и поентата во цело ова. Како се викал настанот во Александар Палас? Минекс. Да. Кога бил одржан? Од 12 до 14 јуни. Сега? 12 до 14 јуни. Ја имам таа среќа што никој не се обидува да го корумпира. Сите ме сметаат небитенци. Значи, страшно е, ја не знам, знаеш, не знам како е да бидеш корумпиран. Може би некој ќе дошол со 1.000.000 евра и ќе пее в друга песна. Седно. Значи, моите новинари и колеги не смеат да писнат за ова. Не смеат да писнат. Дали заради политичарите кои им седнат глава или кои им се спонзори. И мислам дека е тотален мрак. Како не дознав, барем преку твитерџиеве, преку Фейсбук, како не дознав. Како не дознав за ова и настан. Знаеш ли колку е клучно? Ја го осеќам, значи толку инстинктивно дека е ова клучот. Кога ти искача тебе Гарет и тебе кога ќе ти излезе Бейли и вика така, видовме што направија у Македонија од како се менува влади и така натаму, колку се моćни, а камоли за еден рудник. Мислам дека сте во право што сте загрижени, но ја искрено кога видов што успеа они да спроведат и да ни сменат име, да не ве навлекувам у тоа, мислам дека ова загубена борба, ама тоа не значи дека треба да, но да се бориме. ние имаме една среќа. Имаме една среќа од целото тоа што успеавме да го разбудиме народот. Луѓето Немам такво во чувство. Југоистокот. Да ви кажам, значи ако политичката ситуација во Македонија е некоја хаотична, измешани сме секакви националности, секакви размислувања и така натаму. Ние во источниот регион, покато во нашата струмичка котлина, да ви кажам искрено, многу малку се оние кои што се за рудници. Значи, единствена сплотеност имаме по однос на тоа прашање. Многу малку се оние кои што мислат дека рудникот ќе донесе добробит таму за луѓето, а повеќето и мислам дека се против и мислам дека во сабота тоа ќе го докажеме кога ќе излезат луѓето на тој протестен марш. Тоа го докажавме за време на референдумите. Добро. Кога Како беше референдумот, резултатите? Значи, за Иловица? Само ќе ви кажам вака. Јас сум во Ново село, ќе ви кажам резултатите. Знаеме дека ако градоначалникот во Ново село доби 2500 гласови, и така беше избран со 2500 гласа, ние имавме негде околу 4000 гласови против рудникот. Значи, ние имавме скоро два пати повеќе отколку што градоначалникот доби гласови да биде. Но чекај малце кикс преш. Рече градоначалникот добил 5000 гласови, 2600. А 2600. Да. Добро. Ама што имаме? Значи, кај нас имаше значи се невидена обединивте и од едната и од другата партија. Но сепак референдумот беше неуспешен. Зошто? Според законските услови кај нас, вели вака, за да биде успешен референдумот, треба да има 50 плюс 1 излезеност од вкупно записаните на избирачкиот список. Добро, така е по закон. Значи, за локалните избори ние имавме 50,2. Значи, добро. Толку беше излезено за локалните избори. Добро. А ние имавме 39,40% излезеност. Значи, зошто беше така? Затоа што ги уплашија, ги притисна? Не, затоа што
постоечките градоначалници, Така? кои што беа се срамува од тоа што претходно поддржуваа такви рудници. Се срамува. Беа на некој начин извалкани при нивното делување за тоа што не велам дека беа корумпирани, но беше им дадено пари за донација да изградат чешма, да изградат на баба Ванѓа чешмата да изградат на пример од тие, да. Аха. И пошто им добиваа пари, нели? И таква беше политиката на тогашното раководство, бидејќи нивна идејата беше за рудниците. Голем број, сите градоначалници. Значи референдумот они го бојкотира. Они го бојкотира. Го бојкотира. И референдумот е прогласен за неуспешен. Но имаше нешто. Да. Уште тогаш градоначалници поднеселе барање до Уставен суд и сега Уставниот суд ги прогласи и за неуставни. Неуставни што? Референдумите за Казандол, и за Казандол и за сите. Јас се извинувам малце, деца стаите овако, тоа се, знаеш, кај мене умало како го викаме тоа? Прц! Да. Значи, буквално манипулирање, лажење. Hello Гевгелија, а јас овдека стално ги прозивам гевгеличани, заќутени се. Нигде ги нема. Неверојатно беше колку беа храбри и силни кога мене ме напаѓа, дека заради мене јас сум барал рудници. Еве ги сега кога овие им прават рудници, штама е. Неверојатно ми е тоа. Казандол ќе се гради, Гевгелија ќути. Им го прогласија за неуставен референдумот. Така и нивниот го прогласија. Не во прогласија. Гевгелија, во Босило, во Ново село и во Валан. А што бидно со Казандол? Поврзани ли сте вие со екоздруженијата? Значи вака за да кажем. Казандол се затвори, им зема концесијата, но референдумот што беше таму одржан го прогласија за неуставен. Уставен суд го собори фактички. Гевгелични има сега повторно барање доставено од рударска компанија да прави детални истражувања, но едногласно советите го одбија тоа барање. Гевгеличани досега се можеби најединствени во Југоисточна Македонија по поглед на вакви. Јас се извинувам тогаш и нека продолжат, а мене нека ме злоупотребуваат колку сакаат и емисијава, за да знаеме, затоа што не стигнуваат овие податоци. А зошто не знам? Затоа што има медиумски мрак. Значи медиумите, порталите кои се, едноставно не можеш да дојдеш до овие податоци. Добро е што вие како екоздруженија сте врзани, од и јас се чудам. Посветувам емисија, Джалев го репризирам и им викам гевгеличани што ви се дешава. Бидејќи дознав и јас за дека е прогласен референдумот неуставен, на тоа отвора можности утре да ги изманипулираат. Но драго ми е што еве сте поврзани и луѓето не дозволуваат. Имаше една информација позитивна. Советниците при општина Ново село донеса одлука, значи на советот, дека се против отварањето рудникот Иловица и против второто референдумско прашање за понатошно истражување за металични суровини. Од главните партии? Да, сите едногласно. Едногласно. Да. Тоа е позитивното. Тоа е позитивното што веќе луѓето почнуваат сами да размислуваат, бидејќи опасноста е директна. Знаеш, некако промената на името и се друго можеби го чувствуваме као, не знам како го чувствуваат политика. Но ова е директно. Тоа е директно до фамилиите таму кои што живеат. Пушташ чешма, треба дете да ти се отруе. Тука ти дали сега ќе умреш или после 2 години исто е. Значи или после 15 години, значи таму обстанокот на луѓето е во прашање. Затоа што имаме надеж дека ќе бидеме сплотени сите. Тоа нема политика тука. Тука е прашање на живот или смрт, што нема интерес сега дали била таа партија, друга партија или не знам. Тука нема политика. Тука да се биде жив или не. Кажи ми, дали се врши лобирање? Како е со локални политичари? Дали не, на страна овие знам дека они лобираат и кешираат, кај што е многу гласно и така натаму. Вие како делувате? Премиерот е од тој крај. Луѓе се знаете. Знам многу монаси од тој крај кои ви даваат поддршка. Не се они луѓе за по медиуми и така натаму. Значи и црквата генерално има. Значи сите сегменти од општеството. Ме интересира.
Успевате ли да дојдете до парламентарци? Да му пратите ишарет на премиерот? Пак е негов крај. Има ли некаков фидбек од цела ова работа? Знам дека тоа не е пак една личност да може да одлучи, бидејќи ова, кога ќе ти излезат двајца амбасадори на настан од по 1000 евра влезница, тоа силни пораки ти се праќаат од таму. Значи, се гледавме со премиерот, повеќе пати имаме гледано, бевме и на работни групи баш за тој проблем. Претходно можеби немаше толкова свесност, зашто сепак ова е овогна материја. Ние за да може сега да збориме, имаме прочитано над 5000 страни материјал. Што нивни студии, што компаративни студии од Запад и како што е. Значи, обеме материјали. Тоа не може све да го читат, но затоа пак кога комуницираме, збориме со аргументи. Ова и ова вака. Свесноста, можеби во почеток беше мала, но сега е различна, поголема. Премиерот свати уствари дека овој ризик е огромен ризик. Што овде се без разлика на тоа колку можеби државата би добила, иако тоа е релативно мало, но ризикот од катастрофа и последиците од таква катастрофа едноставно се неспоредливи да ги ставиш во рамка и да одлучува сега дали сакаме да имаме одржлив систем во југоистокот или сакаме да се коцкаме, па што ќе биде, нека биде. Вака, господинот покојни Џалев кажуваше една многу драматична работа, вие не ја употребивте. Овие од Цардич за Казандол во својата студија за заштита на населението и екологијата спровеле дека редовно ќе се вршело систематски прегледи на децата два пати во годината. Па вика, ако нема ризик и ако е еколошко, зашто бе да го изложувам детето крв да ми вадат 2 пати годишно? Ја вика, болно дете не го носам, што се вика ќе го излекувам со лимунче, а камоли обврзувачки да биде ова. Вика, што тоа мене ми говори? Што вика, им се обраќа, вика, ја имам емисијата, така, ја имаме. Вика, што мене тоа ми кажува кога некој ќе ти рече, абе немај гајле за детето, 2 пати годишно носи го на преглед кај мене. И сега ќе се прашаш зошто да го носам? Да го провериме дека се во ред, тебе ти да се смириш. Прво на овие податоци што се овде во нивните студии кажуваат дека ќе има сигурно труење. Дури имате екстраполирање. Ова се студии кои покажуваат дека дефинитивно ќе има загадување. Ќе има загадување. Понатаму, они тоа нивни студии, не ваши, не на владата, туку на самата компанија која треба да гради. Значи они тоа и дури го прикриваат на некој начин. Тоа морале тоа да го кажат. Нивните студии кажуваат што ќе се случи со загадувањето ако претходно гледаш дека овде е многу мало. Горна камера. Значи што ќе се случи за време работа на рудникот 21 година и што ќе се случи после затварање 50 години после затварање на рудникот. И па ова загадување престанува ни после 50 години од затварањето на рудникот. Значи збориме за 70 години од сега. Значи ова еве покажува какво ќе биде од почетокот за првата година. За првата година, втората година и надоле почнува. Ова се нивни ова е околината на загадените води. Да. И тоа по нивно, колку мислат дека водите толку? Прогноза. По нивна прогноза. Колку ќе биде? Тоа е малце. А ние знаеме дека у Мавровско езеро, ако фрлиш црвена вода, ќе ти се појави во Вардар. Па сега види ти. Така е. А понатаму сите води се врзани. Маркери кога фрлале за да видат каде се планира. Да, тоа се маркери. Дури имало од Босна маркери кои се појавиле у Македонија. Колку се поврзани подземните води. Тоа не се опасни, тоа си го мерат хидрашите, си прават за испитување на подземни води и така. Има под Струмичко поле има огромна река, значи во подземјето, таму тоа сите системи се поврзани. На Ивовица ако се напонира таков отров, тој ќе се прошири на секаде. На крај ќе избие под притисок на водите, ќе избие на бевасите на врвовите. Таа вода од кај доаѓа? Исто од долу. Под притисок се качува горе. Практично секаде ќе се прошири тој отров таму. Што ви велат они за здравствена заштита? И они ви викаат така 2 пати годишно децата? Они нивните студии планираат да ни изградат помодерни болници. Одлично. Супер. Па да има кај луѓе да умрете. Па нормално да не А крематориум ќе има ли?
Пошто да не ве закупуваат, да не загадувате, пошто развојна загадени ќе умрете. Има развојна програма. Пепел да ве направат и после нешто марихуана да одгледуваме и да ве дуваме. Има многу добра развојна програма. Значи они видите во што они на нив им треба огромна количина на вода. Таа вода не може да ја најдат никаде. И сега што прават во проектот, од каде знаат дека државата ќе им дозволи користење на водата од Турија, например брана Турија. Од каде знаат дека ќе им дава вода за нивните потреби, а потребите нивни се два пати. Турија малце по лево на кај Радовиш. Еве. Ова е Турија. Аха, ова е Турија. Да. Струмица пие вода од ова брана. Од ова. И сега они ќе влечат со цевки. Од водостопанство во Македонија поднеле барање за користење на водата од брана Турија. Нашите закони велат дека прво водата се користи за пиење, после се користи за наводнување и ако остане вишок, тогаш можат да одлучат на кој да дадат таа вишок на вода. Сега, они викат дека таа брана има доволно вода и за наводнување, и за пиење, и да имат и за нив. Значи, прво ме интересира... Чекај да видам колку се наоѓа од Турија до Иловица. До Иловица. Ајде да видам чисто километражата, баш ме интересира. Они ќе треба да изградат пумпи и цевки систем од 20 километри, скоро. И повеќе. Така. Не, но имат нешто друго. Да? Они во нивните проекти планираат постоечките водоснабдителни системи за наводнување што ги имат, да ги подобрат на смисла кај течат, да ги поправат и така натаму, значи да ги реновират и на тој начин да добијат и земјоделието добие корист дека пукнатите цевки ќе бидат заменети и за тоа ќе се развива земјоделието. А тоа е лицемерие. Ним им треба вода, нема да изградат цевковод, ќе користат постоечки цевковод, само што на 10 места мора да го поправат, да ги поправат цевките кај што се оштетени и на тој начин они без пари, значи нема да прават нов цевковод. Истиот ќе го користат за нивни потреби. Сега, ако после... А зошто не ја користат оваа вода? Зошто не ја бараат од ова? Тоа е толку малку. Тоа е многу малку. Што е ова? Ова е за 3 дена работа. Ова е над манастирот на Ново село Езерцето, така? Или? Не, тоа е Иловичка брана, мислам. Ова е Иловичка брана. Да, тоа е многу малку. Ова непосредна близина. Ма тоа е за 3 дена ќе користат. Десно ше малку. Еве тука. Ново село. Врати се уште малку. Еве го Ново село, а тоа овдека се наоѓаше. Тоа уште помало. Да, еве го. И тоа е мало, недоволно е. Значи, Јанко, да ти објаснам вака. Значи и ова цело езеро нив им е малце и нивните потреби се ови. Ма од каде знаат дека ќе им дозволат за да користат вода? А во проектот пишува ќе земе вода од брана Турија. А нема дозвола. Колку треба да се подмити еден политичар? Друго е да се подмити, но луѓето без вода за пиење. Кој ќе ми објасни што читаме овдека? Вода и процесни материјали во кубни метри и така натаму, натриум цијанид. Што гледаме овде? Ова е документ од нивните студии изваден, кај што вика дека колку се нивните потреби за материјали со цел процесот технолошки да се одвива непречено во наредните 22 години. Добро. Значи они ќе трошат на значи зборам за вода конкретно, метри кубни на саат. Ќе користат 723 метни кубни секој саат за следните 23 години. Ова на час. Ова е за саат. 1 час. За плакнење на рудата. Да. Секој час во наредниве 23 години они ќе користат по 700 кубика вода. Добро. А што е ова натриум цијанид па овде? Натриум цијанидот што е ова? Што се овие натриум? Потребни химикали. Потребни химикали исто за производствениот циклус, кај што за да се екстрахира златото треба да ги користат овие материи. Натриум цијанид, вар, олово нитрат, хидрохлорна киселина и сулфурна киселина. Тонови. Тоа е во години. Тони годишно. 1000 тони, 1900 тони, 252 тони, 840 тони, 4368 тони. Знаете ли колку е тоа?
Ама пари ќе имаш бе, децата ќе ти работат, ќе се вработите, плата. Еве да ги видиме Развиено економските земјоделие. ефекти на ова. Развиени болници. Зашто земјоделие? Сите ќе работите у рудници, што ќе ви земјоделие? Што ќе ви мотика, господа луѓе ќе бидете? Мислам дека Колку ќе биде плата? 500 евра минимум, така рекол. ќе ни дојде животот наскоро таму. Да ни го земат. Какво е расположението доле на југот? Рековте дека е добро, дека се свестуваат луѓето, реално вие мора да се билдате и да си помагате. Реално ве фаќа ли, како да ви кажем, очај дека ова нема да успее или напротив мислите дека гласот на народот сепак ќе Јанко, надвлада? да имаше очи, немаше да бидеме денес овде. Работава да ги објасниме на сите пошто. Брат, ја мајка ми умираше, бев очен, ама не престанав да се борам до последен Значи, се ден. бориме до Иако крај. знаев. Тоа е тоа. Тоа е тоа. И да знаеш дека нема да успееш, не се предавајте. Не се Ние предавајте. немаме избор. Немате избор. Ние немаме Нема избор. друго. Кој ни е другиот избор? Еве сега на пример се збори дека Да си купиш стан у Скопје. Еве што си ќе земале, живееш у се збори дека јас сум земал 100.000 евро од рудникот на пример. И што ќе ми се тие 100.000 евро на пример? Што ќе правам со 100.000 евро? Ништо ќе даеш 3% овдека реклама, Ништо, ујади бурек, Мислам, твоја слика. Значи апсурдно е и да ми дадат и 10 милиони евра да ми дадат, на пример, ако јас одлучувам, кога ќе треба да го осудам цело тоа население, не заеднаш. Значи дали на пример, еве, ако беше вода браната, не однесе, ќе 200, 300, 2000 луѓе ќе умрат, на пример, водата ќе истече и утре животот продолжува. Но ако истече таа брана со таа јеловина, струмичката котлина ќе биде посипана со метар, 2, 3, 5 метра отровен талок. И никој пат тоа нема да се исчисти. Дали некој е свесен од колкава опасност тоа? Тоа не може да се исчисти. Свесен ли е премиерот? Му ги кажавте ли овие работи? Свесен. И Сега е го свесен. разобедуваат овие од другава страна, претпоставуваме дека и Да. под... Има притисок премиерот, посебно од банкарски институции, пошто овде и ЕБРД е внесен. ЕБРД е дел собственоста на Евромакс, но и дојдоа и нови компании од Швајцарија, значи Трефигура е тука. Тоа е огромна компанија, но без разлика на сите нивни... Очигледно таму има многу злато што малку волку се возбудило. Еве ќе ви кажем и конкретно. 119 тона злато, сега пишува До 2016, Јанко. Не разбирам, чекај. Значи сега е намалена, значи интересот е позголемен, а очекуваните златни наоѓалишта да го најдат злато е помалку прикажано. Дека ќе биде 59 тона само. Помалку. Да. Ѓорѓи, што сакаш Значи да вака, кажеш? ги следавме сите ситуации на терен, низ годините како биле, и они нон-стоп си покажуваат до 2016 раст на пронајденото злато. Значи има математички формули, алгоритми кои што кажуваат отприлика колку е тоа родоносно поле, со колку количество на злато и други материјали има таму. И излегува дека цело време се врти цифрата околу 125 тони злато. До 2016. Од 2016 натаму, тие цифри се преполовени. Сега излегува колку 75 тони. Знаеш што е 125 тони? Вака? Коцка која овдека може да ја ставиме во студио. Колку маса му е? Дај ми широк кадар. Дај ми широк кадар, режија. Широк кадар. Режија. Режија, дали се слушаме? Широката камера. Ова све, да е злато, тоа е 100 и кусур тони. Ова е. За целото тоа. Ама вредноста огромна. Вредноста е огромна. Значи, збориме за само злато. Ако е 126 по денешниве цени на златово, тоа е прилика над 6 милиарди долари. Само од злато. Да не збориме за бакар, пошто и бакарот овде е значаен. Злато е 40%, бакарот 60% од вкупно. Значи, тие 6 милиарди само... И интересно значи, нешто... на тие 100 и кусур тона, уште 200 тона бакар. Може би повеќе. Многу повеќе. Да, брат, ми ќе го собереме овде тона, збориме тона. о вредност. Вредност. Вредност, Повеќе е у тона, бидејќи бакарот има пониска цена. Така. Но интересно е дека сребро најдова секаде, но никаде не го прикажуваат. Среброто како да не е вредно само воопште. 1% Не разбирам. Не е прикажено прикриваат вистински, бидејќи еден од вработените му се испушти, рече, викам, добро, што најдовте таму? Најдовме чудо.
чудо најдовме. Со тие истраги таму бушотени и така натаму. И што е тоа чудо? Према реакцијата нивни и големината значи, на притисокот што се врши врз сите нас, врз премиерот, врз владата, значи треба да замислиме дека таму има најдено чудо. Тоа чудо ние ништо нема да имаме тјар, нити локалното население, нити државата, нити владата, бидејќи концесискиот надоместок е 2% од прикажаната добивка или печал. Не ми одговори конкретно, ај по-конкретно ти, што е тоа чудо? Среброто ли е? Колку има сребро по тоа? Шпекулирај. Не знам што може да биде. Може ли да како да ви шпекулираме? кажеме тоа? Што е Да не го бараат златото од Александар Македонски што го Може да биде и тоа. Има само да ви кажеме на работа. Ти си викаш Илко или Илија, таму има Иловица. Или Лама Сабахавте се последните зборови на Исус Христос на крстот. Или значи нешто што свети, нешто што светиња, нешто што е божествено. Таму се вика Иловица. Таму имаме археолошки наоѓалишта, негде околу 9, и имаме места кај што се копало руда уште во античко време. Едни од рудниците на Филип, кој ги активирал па станал толку моќен, покрај рудниците во Валандово и не знам доле во... За да имаш таква војска, треба кеш да имаш. Значи, за кеш треба тоа негдека да има... или Иловица, значи нешто што свети. Сигурно ние, јас и ти, нема да дознаеме кои се податоците таму добиени и зошто толков притисок. Зошто владата е исплашена без разлика која е партија на власт. Се исплашени од големината на оние кои што вршат притисок. Затоа што најверојатно, еве тоа ќе го кажам слободно. А за да не иде никој да рчка, загади го целиот простор, да речеш радиоактивен и никој да не писне да види што има таму, што се прави. Па ништо чудно да има и ураниум таму, пошто оваа линија има и жичка на ураниум. Секаде низ тај балкански линии, не сум геолог, но ги имам слушано геолозија како зборат, дека има и тоа. Така да, тоа е интересот се уште не е покажан на површина кои се вистинските параметри, кои се вистинските интереси и колку ствари богатство. Јанко, знаеш кој ќе го зема злато? Но ние што ќе добиеме? Се дружев со многу луѓе од највисоки кругови, кои на некој начин па не сметаат за доблесен и обично ќе ми кажале: Јане, тргни се од ова, тера емисии за рок-н-рол. Значи, негде кај што е невозможна мисија, не закача и не знам, елиени се упрашање. Тука ништо не можеш да направиш. За ова ми рекле, ние мора да се избориме. Опасна е ситуацијата. Значи, не збориме за никакви тајни, мистерии, не ми навеле, ништо овакво. Но, дека е опасна ситуацијата, значи луѓе од највисоки кругови кои се под притисок од овие компании велат дека е многу опасно. Луѓе што вика ми ја свитка кичмата, прифатив, морав да прифатам и така натаму, не е важно како, жени, деца, кои знаеш што е методи, самите ми велат збори го ова гласно. Нема ништо да ти биде, збори го ова гласно, викај гости и од една и од друга страна. Нека слуша народ дека нешто се дешава. Не зафаќај страна, ми рекоа, да не ви дадам ни вас поддршка, ни на другите поддршка, но да викам гости, затоа што очигледно игранката е многу, многу поголема. Но има еден фактор, а тоа ниедна компанија не може да го предвиди, а тоа е факторот народ. Она што ќе го направите вие, струмичани, протестов, ако излезете, ако пратите силна порака, не ќе може ни еден медиум, колку и да е корумпиран, да ви игнорира. Затоа, од демократски принципи, значи, уште не знам дали е добро, нели, еве, велам, ви благодарам, ве слушнав, ќе ја слушнам и другата страна, не заземам став. Но, највисок облик на демократија е референдум и протест. Сакам да видам и да слушнам што народот мисли на 16. Испратете порака. Не искачајте ради мене, ради Ѓорѓи, ради вас, ради било кој.
Испратете порака што мислите, затоа што верувајте, мраке. Ја не знам зошто вие не сте на Телма, зошто не сте на Сител, зошто не сте на Канал 5, зошто треба да сте во Јади бурек, треба да е ова последната емисија кај што вие ќе гостувате, Јанко душа ни извади, а не можеме да постигнеме. Тоа би требало во една демократска земја каде што екоздруженијата кои ќе ги видам од една у друга најмейнстрим медиуми. Вие сте маргинализирани, уште ми викате, да имаме поддршка од локалните медиуми. Па тоа е трагедија за оваа земја. Кај се мейнстрим медиумите? Зошто не сте на македонска телевизија? Зошто ова сите главни медиуми не го пишуваат? Простете ми, ја не сум професионален новинар, јас сум емотивец. Врзан сум со тој крај и духовно, и емотивно, и на секаков начин, дури повеќе него мојот битушки крај, кој фала Богу е заштитен од сите овие работи, но ова што го слушна вечера од вас, мене ми иде сега да зинам една тирада до Сабајле, да останам и да урлам и да кршам и така натаму. Докажете ми, граѓани, ве молам, докажете ми што мислите и што треба да се прави. А после ние многу полесно ќе се бориме и со компании, и со политичари и така натаму. Знаеш, ја сум музички новинар кој дојдов во 103. Кога почнав во 103, се оженив и имав дете. И го држам она бебено златно и почне преку Сорос една кампања на наше на алтернативно радио. Види, дрогата ја има секаде, дај да ја легализираме, не е проблем, војната со дрогата е изгубена. И навистина управо се. Војната со дрогата е изгубена. Ја го држам ова бебе. Па што ако е изгубена, бе? Ја нема да престанам дур сум жив да се борам. Зар да дозволам моето дете да заврши со игла у рука у некој ендекорли да го јадат? Нема да дозволам, ќе се борам. Знам дека е изгубена борбата. Знам дека картелите за дрога се појаки и така натаму и така натаму. А ја немам избор. Имам деца, имам фамилија, имам здрав разум, човек сум од црква и ќе се борам. Не можам, знам што е добро, знам што е лошо. Имам до толку критериум. Ме вознемиривте многу. Ја вечерва нема да спијам, ќе идам на вашата страна, ќе го постирам ова ваше. Се надевам дека многу брзо, после ова, ќе дојдете со некои други конкретни заклучоци, може би нов референдум или не знам што, или било што, ја стварно не знам. Ќе идеме до крај, Јанко. Значи на 16 ќе има протест. Ќе има протест во Струмица. Во Струмица. Ќе има протести во Скопје. Значи пред влада ќе биде протест. Прво кажи ми на 16 што ќе има, како ќе има и што е замислено. Така, значи на 16 ќе има протестен марш од поштадот на Струмица до просториите на Евромакс Струмица. Значи луѓето ќе има поворка, ќе се движат по улициве. Таму ќе изразиме нашето незадоволство, нашиот револт за се оно што до сега се има случаи, за тоа што тие како што не игнорира, ние така растевме. Не таму. Площадот погоре. Значи само ради илустрација Струмица. Тие избегаваа до сега секаква контакт со нас, но сега кога видео дека работиве тргна лошо по нив, почнаа да менуваат. Значи најверојатно ќе бидат гости и овдека. Сигурно. А ќе ми помогнете ќе ми помогнете точни прашања, добри прашања да им поставам. Оти ја не сум ни еколог, не сум ни прочитал 6000 страни, вие 2 факултета плюс завршивте со ова. Најдобро би било они без наше присуство да си кажат сите добри идеи како една тешко загадувачка индустрија ќе биде благодет за една здрава котлина како е Струмичката котлина. Јанко, значи толку се расипани што подметнуваат нешто што го нема на друго место. Например, во англиска верзија стои нивните консултанти што ја правиле студијата дека она што ќе се процедува низ хидроловиштето, таму ќе има вредност pH 3, значи киселина, тоа е реактивно нешто, ќе биде врзано со тешки загадувања и мора да се прочистува со активни системи на чистење. Тие во македонската верзија напишале пасивни системи. И сега некој ќе каже што е активни пасивни, па тоа исто нели, горе-доле. Ќе се чисти бе? Се чисти. Битно се чисти. Ќе се чисти. Со крпче ќе изчисти. Но не е така. Зошто? Поради тоа што
природата уништена таму што ќе биде до тој степен да не може само да се исчисти. Нема шанси. Биореактори, она се што е пасивно, нема шанси да постигне. Науката вели, и тоа не само ние, значи еве Американска агенција за извади ми некои работи и остави ми ги значи, дека што можеш, што сметаш значи, дека според ова, така, горна камера. исклучиво мора да иде активни системи. Но активни системи, Јанко, коштат 2 до 3 милиони долари годишно за оперираат. Горна камера режија? Сега прашањето е кој ќе го плати ова? Општините што се таму немаат буџети од 2-3 милиони долари само за да чистат вода. Од кога ќе си заминат зборам. Значи они ќе бидат таму 20 години, можеби ќе чистат они 20 години, ќе плаќаат тоа за активни системи. Но кога ќе си заминат, кој ќе плаќа? 100 години понатаму. Општините, на државата, Па ќе станете богати тогаш, ќе имате пари. Видјам, значи имаше хидрововишта, имаше ловишта во државата, никој не ги чистеше. Еве во Југохром ги чисти Министерство за екологија заедно со Светска банка. Значи збориме за производствен капацитет приватен, си ги остави вака во Југохром и им ги чистат други. Сега бараат пари за филтри за да продолжат да работат. А збориме за приватна собственост. Каде е тука тој закон? Зошто државата да плаќа за некој што ќе прави профит и понатаму го оставува така? Очигледно дека тој профит со некого ќе го дели таа компанија. И уште нешто што е многу битно, вие кои ќе дојдат, ако дојдат кај вас, ќе прашате кои се они, дали се они рударска компанија. Вака, ќе дојдат ако ми Тие се не јават се- сами. Ја немам намера да ги барам. Јас ќе им кажам да ви се јават да Да, дојдат. дај мој телефон, нека се јават. Колку да им барам? 500 евра за по човек од гостување? Па види, за вас бесплатно. фали. Ствари, види, сега пошто сме вака по родбинска врска, без пари иде тоа. У Ново село кога ќе дојдам, ќе извадиш една софра убава со Да, сирењето и знаеш како иде тоа. Лесно подмитливи сум јас како новинар, а од овие ќе барам нешто кешче. Значи они се Да не они се не лажеме се сега, шо се? они не се рударска компанија, они не се Да компанија ми го кои речат. они не се компанија кои што работат со они се на некој начин предаторска компанија. Они доаѓаат во вакви држави како што е нашата, кај што нема многу добро, не функционира законодавството, ќе се изборат за концесијата и после ќе ја предадат на вистинска рударска компанија која што ќе се занима со ископ. Тоа е главната цел. Царови. Слушай, нема ни да се зезаш. Така? Ја ја земам концесијата, ќе му ја дам на перо доаѓа со парни машини, со катран, растура и ти уште фраер си. Ао, царски. Тоа Браво. што нивниот капитал иде од Одма спонзори да ги земам. од Вакви даношните, фраери. тоа што Браво. нивниот капитал иде Гази од преку лешеви. нивниот капитал доаѓа од даношните раеви, треба нешто да ни значи на нас. Тоа што они сакале да биде државна тајна кои се инвеститорите, тоа може само некој да се замисли кој се стои за целата таа ситуација. Многу убави поенти кажавте. Што ќе кажете у недела на 16-ти? Тоа е недела, така? Во недела. Три букви. Значи, ќе се соберете, ќе Само изле- три букви ќе им кажам. Мрш. 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 Шуво. Мрш. Баш па Мрш така подолу. кодно, се како струмички, баш знам. Мрш. Знам, ко жена ми што ми прави. Мрш. Тоа. Ќе испратите ли некакви песма, некакви пораки до амбасадорите, до компаниите, до владата, до премиери, до власт, до опозиција, до СДСМ, до ВМРО, до марсовци? Значи ние еве упативме порака до председателот на ВМРО, новиот сега Кристијан Мицковски, Мицковски, добро. поради поставеноста на ситуацијата како што е толку комплицирана, човекот најверојатно нема време да се сретне со нас и иако позитивно одговори дека ќе сака да се сретне, можеме тоа да го кажеме. Мораме да кажеме дека и премиерот не добро прими, и со премиерот разговараме кога има услови. Морам да кажеме дека бевме членови на ова неформална комисија за спровојување со рудниците уште на почетокот кога се формираше владата, но знаете како викаат, ако сакате некој проблем да не го решите, формирај комисија. Така да бевме ние во таква комисија. И ти стана јасно дека таму И ништо нема да се штом реши. се разводним на комисии, веќе ништо не станува збор. Но мислам дека
Има тука и уште нешто, тоа морам да го кажам, јавните медиуми се за тоа да презентираат информации, а вистинитоста или точноста ќе се види покасно. Значи, тоа што збори еден наш колега од Гевгелија, дека не случајно 18 концесии се дадени за такви тешки металични суровини во југоисточниот регион само. Зашто? Само во југоисточниот регион. Затоа што нема во Западна Македонија руда. Зошто? Кажи ми. Тоа оставам на гледачите да кажат. Кажи ми мене, шпекулирај ми. Еве ќе ви шпекулирам сега. Ние имавме име кој што вика Петре Андреевски, големо ќе посегнат да го земат. Еве сакат да ни го земат. Ние имаме рудно богатство, ќе сакат да ни го земат. Ние имаме води. Еве една англиска компанија доаѓаше веќе и разговара со премиерот за некој брз транспорт на питка вода до Западна Европа од Македонија. Од Охрид. Ние имаме историја. Веќе ќе ни ја земат историја. Така. Ние имаме дух. Ќе ни го земат и духот. Ние сме за грозен вид. Не смееме да дозволиме индијанската приказна да ни се оствари. На индијанците со шарени стакленца и со загадени кебиња ги уништија, ги даде алкохол. Сега нарете легализацијата на марихуана. Зашто да не? Па да бидеме хај. Значи, дали сето тоа е толку случајно, толку од се тоа за да дојде конечно перспективата на нашиот тука народ или не, или се тоа случајно или моја фантазија, нека одлучат граѓаните. Господо, убав говор одржавте, господине Костадин Ристоманов. Ќе го одвојам само ова последново што го зборевте и ќе го ставам вака, бидејќи кажавте многу работи кои фаќаат многу теми. И ви благодарам и ви честитам на елоквентноста и интелектот за ова кажаново во целава емисија, вредеше повеќе од све. Ѓорѓи, ти благодарам и на тебе за овој технички дел и се надополнувате перфектно. Уживав во оваа емисија вечерва и во дружењето со вас научив многу работи и ова не е завршена приказна. Се надевам и ќе се потрудам во недела да дојдам да се дружам со вас во Струмица. Во сабота. Сабота се извинувам, ти реков недела, ми потврди, 16 е сабота во 12 часот во Струмица. Договорено. На плоштада Струмица. Благодарам за вашето гостување. Сакаш нешто да кажеш, повели? Благодарам за емисијата. Супер ни беше. Да. И имавме шанса да позборуваме за сите овие работи отворено, што е реткост. Се искажавте убаво, пошто ја многу зборам. Поготово кога ќе се возбудам, кога ќе ме фати емотивно. Бидејќи ни прв пат на емисијата, ние малку бевме резервирани, така да Јанко да не го купили не сакаме тебе да те засенем. Добро. Па ме оставивте да брилирам. Да видиш сепак ти водител. Добро. Значи у сабота кога ќе дојдам, сите струмичанки пак у мене ќе гледаат. Да, така. Леле, што главна звезда. Поубав си него на камера. Ќе те качиме на тракторот. На тракторот, како лепа брена кога идеше. Да, е така. Одлично. Ја укупачи. Ви благодарам уште еднаш. Простете ми што премногу емоции, непрофесионално однесување, но сето ова во да предизвикам внимание за да ги слушнат оние главни работи кои ги кажавте. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.